Добар ден, драги пријатели. Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска сум доста инспириран и возбуден за темата која што ќе зборувам, а се работи за здраво и забавено старење. Затоа што јас сум сигурен дека секој од нас, без разлика во која доба од неговиот живот е и која е моменталната возраст и така натаму, никој од нас не размислува како можеби побрзо да замине од овој свет, односно секој од нас размислува како можеби да го забави старењето, како да биде дури и поубав во тие поодминати години, како да биде одржлив и да биде витален. Затоа што мислам да не се лажеме, али тоа е нормална потреба и чувство и е сосема во ред да сакате да бидете здрави, убави и витални и во повозрастните години и воопшто не е себично ако сакате да си посветите време на самите себе, затоа што има и луѓе кои што имаат можеби таков став и филозофија, но тоа е во ред и во ред е ако само тоа си го задржат за себе и го практикуваат тоа што е нивни став и филозофија. За секој од вас кој што ставот е поразличен од тоа, односно сака да инвестира во себе и сака односно виталност во стари години, тоа е повторно сосема окей, продолжете така затоа што јас навивам за тоа и јас имам таков став. Сега, кога се зборува за забавено старење и за здраво старење и доколку сакаме да бидеме здрави, убави, витални на поодминати години, тоа не значи дека само треба да се грижиме за фасадата и да посегнуваме по поповршните работи, кои што всушност значат можеби не знам, козметики, кои што значат можеби пластични операции и така натаму, затоа што тоа на крај на денот е површината, но многу е поважно како ние се чувствуваме од внатре и што од внатре ние му даваме на нашето тело, што ќе рефлектира по секоја, мислам, по автоматизам ќе рефлектира и од надвор, ако сакаме и од надвор да изгледаме добро. Не знам колку сте свесни, но за здравото и добро старење најголема вина, односно најголема одговорност има кардиоваскуларниот систем, односно нашето срце, затоа што нашиот кардиоваскуларен систем е задолжен да носи крв и е задолжен да ги храни сите органи со нутритивна вредност и со кислород и обратно да ги исфрла отпадните материи и јаглеродниот диоксид. Значи, крвотокот е најодговорниот проток на гориво и нутритивна вредност и нормално детоксикација во нашето тело. И ако успеваме да го одржуваме кардиоваскуларниот систем во добра кондиција, нашето срце и нормално нашата крв, во тој случај ќе успееме да си помогнеме во тоа здраво и побавно старење. Сега, кога зборуваме па од друга страна за здравје на срце, една работа која што на многу од луѓето можеби не им е јасна, дека и нашето срце и нашите артерии и вени се составени од нешто. И тоа нешто се вика ендотелиум и тоа се клетки, групи на клетки кои што практично се единствените клетки кои што ослободуваат нитрик оксид, а нитрик оксидот е единственото нешто кое што возможува еластичност на вашите артерии и вени и кои што возможува добар проток на крв, односно добра циркулација на крв низ вашиот кардиоваскуларен систем и срцето се разбира. Многу луѓе ова можеби не го знаат, али и да го знаат, прашање што превземаат во врска со тоа. За да не одиме толку длабоко и научно, во прости зборови, народски зборови кажано, постојат 3 чекори како да успеете да го зачувате вашето кардиоваскуларно здравје, извинете. Прва работа е физичка активност, верували или не. Физичката активност не значи да не знам ние што правиме и што да превземаме. Физичката активност значи 30 минути дневно во континуитет, ако не секој ден, барем нека биде 3-4 пати неделно, да правиме било каква вежби. Не знам, нека биде и пешачење на крај на денот, тоа е одлична кардиовежба. 30 минути организирате се за вашите оброци во текот на денот. Значи, 1 саат ви е максимум потребен за да ви донесе многу саати на продолжено здравје, виталност и добра форма кој што ќе ви помогне да направите и многу други работи во животот за кои што сега мислите дека се нема време и дека ова не е важно, но вие сте, верувајте, најважната алка во се што сакате да направите на светов и у вашиот живот, затоа што ако вие не сте здрави и витални, ако вашето здравје е ставено под знак прашалник, тогаш се е ставено под знак прашалник и вториот чекор, освен ова што го зборуваме, било каква физичка активност, е да превземете нешто околу вашата
исхрана и последното нешто е да превземете нешто околу нормално редукција на стрес, дали преку духовен развој, медитација, йоги и така натаму, али во секој случај стресот е исто така еден голем причинител за нарушување на здравјето на вашиот кардиоваскуларен систем и затоа мислам дека треба и ќе бидам и понатаму можеби гласен и ќе го наметнувам и ова прашање, оваа тема, иако знам дека многу од вас се свесни за стресот, но многу од вас не се свесни дека стресот е многу поголем кога имаме неправилен начин на живот. И ако ме прашувате како поред би ги ставил тие 3 чекори, би го ставил можеби прво исхраната, второ да биде вежбањето и трето нешто да го редуцирате стресот, затоа што стресот сам по себе ќе многу по автоматизам ќе се изредуцира ако ги решите овие првите две работи. И повторно ќе кажам, тоа ќе донесе добро кардиоваскуларно здравје и долгорочен велнес на вашите артерии, вени и срце, што ќе придонесе до нормално и правилно хранење на сите ваши органи, системи и центри во телото, кои што ќе овозможат подолготраен живот и што е многу поважно, не колку години ќе живеете, туку каков квалитет ќе имате на живот во тие години, независно која возраст е. Така да, луѓе, не знам колку допира до вас сето ова. Јас давам се од себе да ви дадам логики и да ви инспирирам и дополнително доколку сакате, можам и да ви кажам и приказни и конкретни случаеви на луѓе кои што можеби ќе ви донесат некаква инспирација и мотивација дополнително, но во секој случај тоа оставам сами вие да си го изберете и ако можам на било каков начин да ви помогнам и да ви одговорам на некое прашање, тука е и хаштагот Аз Јосиф или комуницирате ме преку приватна порака и ќе ви помогнам за се она што знам или ќе едноставно ќе најдам одговор на места на кои што јас можеби си ги одговарам и своите прашања. Така да, дечки, фала ви за вниманието и за секоја секунда што одвојувате за оваа содржина. За денеска темата завршува и оваа епизода. Ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следно издание. Чао, чао!